Полицаец пред секое училиште, заклучени дворови, забрана за влез во училиштата за сите, освен за ученици и наставен кадар. Неофицијално ова е дел од протоколот кој ќе го примени владата по рекордниот број дојави за поставени експлозивни направи, како и бурните реакции на родителите и јавноста. Попладнево во владата се одржал координативен состанок помеѓу министрите за внатрешни, за образование и Бирото за јавна безбедност. Били утврдени нови мерки, но детали се уште не соопштуваат. Министерот за образование Јетон Шакири уште вчера најави дека властите размислуваат да не се земат предвид дојавите пристигнати на електронска пошта, под изговор дека мејлот не е законски задолжителна комуникација помеѓу институциите, но за тоа последниот збор ќе го има полицијата. Лидерот на опозицијата пак предупредува дека ова не е само идеја, туку веќе веројатно се спроведува и тоа без никаков правилник и протокол и без да се земат предвид препораките од експертите. Христијан Мицковски вели дека станува збор за епска неспособност и оти кога председателот Пендаровски е најповикан, тој молчи. Јас денеска добив уште пошокантна информација, не знам колку е точна, треба да се провери со неколку директори во училиштата во Скопје и во основните и во средните, дека биле посетувани од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи и биле советувани да ги игнорираат дојавите кои што стигаат на службените имейл адреси. Премиерот Димитар Ковачевски пак вели дека мора да се направи се за децата да не губат настава, но не откри ништо повеќе. Јас сум родител, исто како вас, ние сме слична генерација и се соочувам со истите проблеми во однос на школувањето на децата, така да не е нешто за што не знам што се случува. И додека власта отвора фронт против тероризмот помеѓу училишните клупи, од средношколската организација ОДАС бараат да се реши проблемот со бомбите и властите да им излезат во пресрет на матурантите. Оваа генерација средношколци нема една цела година со непрекината настава, а тоа директно ќе се одрази на резултатите од матурата. Иницијативата Учебници и настава мора да има најави протест за околу 2 недели, заедно со сите родители и засегнати страни, ако надлежните институции не се справат со безбедноста во училиштата.